Абе, шо пиеш? Водичка. Каква? Пелистерка. Да видам етикетата. Нема етикета. Лажеш. Па Не е нема. таа пелистерка. Капацето не е Рам те така. било, готово! Готово е Готово. со тебе чим не биеш Готово. пелистерка! Лажеш. Готово е! Готово. Готово. Не е пелистерка. Сите пишете му! Готово! Сите да Готово му сите пишат. пишувате му дека е... Фуј! Ти си фуј! Фуј! Ама Ритко земи, фуј! ама земи пушти ми 3-4 гајби бе, Боки. Ти си фуј! Срам те било, фуј! Зашто ме лажеш дека Ајде пиеш сега. пелистерка, бе? Ајде сега џубре Зашто едно ме лажеш? покварено! Зашто го лажеш човекот? Да. Него ли најде да го лажеш? Сега да земеш со таа водата што ти е останата, одма да се историш врз глава. Еве, одма, сега. Ајде! Ајде. Не е така да го dis... А, не, Горе, се на те косата. блокирам, се те блокирам и со На тебе е косата. завршено. Еве. Готово. Ниш. Пиздо. Го напред. Пиздолино. Го напред. Ритко пиздолина, Ритко пиздолина, Ритко пиздолина, пиздо, пиздо, пиздолина, пиздо, пиздо, пиздолина, Ритко пиздо, Ритко пиздо, 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 пиздолина, пиздо, 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 Ритко пиздолина. Па требаше да се фрлиш да сго... Земи друга се, ако не стварно ќе се најдете, ме ќе те блокирам. Кај Да можеш се историш ти? со вода. Ритко, Овај кај сварно можеш е мене да ме отиден. лажеш, бе? Кај можеш, бе? Кај најде него да го лажеш, бре. Како не ти е срам, бре. Пелистерка у ноќе ќе ја видам. Дали пие? Јас луѓе досега на подкастите кај Боки одев и мислев дека глуми дека е отиден, ама овај сварно е отиден. Кој? Немој да се рчка. За мене вика, доста бре, па ти со Ај. цигарите касна комора направи. Кучијата ке чудаат од тебе. Доста бе Ето со види цигарите, како. Арно, ти вели бе, смокинг направи во куќата бе. Ајде, уживај, прозор отворив. Смок граната направи. Ај, уживај прозор, отвори. Кака будала и овој. Прозор отворив. Бе, шо прозоро не помага кај тебе, ти си оџак. Ајде. Боки, јави се Да. на Спасен Сијеновски, сега ќе му звонам на Спасен да го прашам како е. Сега. Ја не го познам, ама ќе му звонам да знаете. Клај го тука, ајде. Каде да го кладам, бе? Тука заедно со Миле да го спобудалиме. Како да не? Ај, излезгувај ти од тука и јавувај се друго место. Ритко, Слушај да ти кажам, ќе се полиеш со вода или не се поливаш? За оваа реална катастрофа што ја направи вечерва со друга вода, Ништо друго не ти останува. Види, ако сакате да пијам пелистерка, пуштите 4-5 гајби вода. а иначе извини, молим те, нема овие другиве да ти пиеш, пуштија да? вода? Не, си ја А? купив. А значи пелистерка немаш да купиш, така? А? Не давам јас пари, ова е поевтина. Срамота е, Ритко. Срамота е ова што го правиш. Па пушти ќе пијам пелистерка и низга си Срамота е ова ќе што го вадам. правиш. Ајде го јадеш се шишето, ајде го јадеш. Ова? Да го јадеш. Не, ќе се отрујам, брат, пластичен ќе станам. Ајде го јадеш. Како си ти, Боки, како е животот во Скопје? Феноменално ми фалиш, срце мое. Боки, шо ќе правиме за во Србија, сериозно? Ќе работиме, бе, што да правиме? Да се слушниме приватно. Приватно? Да направиме договор, шо како? Па еве сега ќе направиме договор, што има приватно да се слуша. Ајде, кажвај, те слушам. Ништо, Види стигнуете сега, тамо. Јас немам возачка. Мојот супортер нема возачка, треба да се најди возач. Понајди си, бе, што ја да не сакаш возаш да ти Добро, најдеш. јас ќе најдам воzač. Имате, бре, имате јавни превоз, бре. Не бе, јавни превоз, ти улав си со кола, јас сакам да си дојдам со моја кола. Па дојди си, бре. Ќе Узми нож за који. Ќе Уште вози. тебе да те мислам, бре. Мене да ме мислиш. М, Така играме, на таја карта ќе играме. На таа ја, бе. Добро. Јас тогаш не идам. А не идеш. И пак ми викаш за тебе да се интересирам. Ајде уште еднаш, повтори ми. Ајде. Па ти викам ќе дојдам. Не, повтори ми. Ајде повтори ми да. Ти повтори ми. викам ќе дојдам со возач. Ајде, попој да ти викат на глава. Ајде повтори ми. Значи, види сега, кај ќе спијам јас? Имаш хотел организиран од мене. Ајде кажи пердонаме. Ама пердонаме. Кажи така пердонаме. 3 пати кажи. Шо е тоа? Ајде.
Пердонаме. Шо е то пердонаме? Да ти опростам. Ти да ми опростиш мене. Кој си ти бе? Кој си ти да ми опростиш мене? Папа. Папа? Да. Ти се можеш да бидиш, али папа не. Љуби рука. Ова рука да ја љубам. Извини, па вчера викаше дека ми е руката убава. Ова рука шо фаќа работи. Шо зема чанти да ја љубам. А? Благодарам, Ритко, поздрав и пријатно. Зац. Пардонаме. Не, со тебе не зборам, сано сум ти људ сега. Здраво. Ти не ке ме вреđаш? Не. Шо те навреди? Извини, ти за моите раце ке кажеш, у живот не сум земал мастика туѓа, ти ке ми кажеш да имам ја ташни. Те молам, не. Пардон. За работа ти што мене ме повредила, ти ке се заебаваш на мој рачун. И ти се заебаваш со мене за работа што ме повредила, што ме затворија дека сум ебал маж. Па си ебал. Што Па и ти 4,5 се ути години, зеде чанта. што 4,5 години сум прошол Па и без никаков 7 доказ. месеци ме кацаат автабити. Ми се закануваа по живот. И требало, не, Па и те молам. тебе требало таму што ти правеле работи. Срамот. Па срамота од тебе. До тука ми си веќе. Добро, важи, Ритко, се извинуваме, ајде поздрав пријатно. До Очи да не ти видам! До тука ми си бе. Очи да не ти видам, рекам! Ти ми ги гледаш, ти моите очи ќе ги бараш. Брш! Јас сум на тебе просветлување, ти не заслужиш просветлување, ти си Какво само се просветлување вечита си ми ти на мене бе? Ја ако сам не си се пресветлам, кој е друго да очекувам да ме просветли? Ти да се просветиш. Ќе чекам ја некој друг да ме просветли. Пуши од тој јајко со и ќути. Хари Кири! Олошу! Многу убава чаша, комплет ти е со дуксерот. Многу те сакам кој ќе правиш вакви фаци. Баци ме еднаш. Олошу. Професорке, Јас слушам некакви гласови, не знам што е тоа. полюби ме, професорке. Не знам од каде, ова се некакви звуци чудни. Као некоја нарикач. Твојата смрт ти збора, покеј. Не знам што е ова. Дали вие нешто слушате? Јас сум од други. Дали слушате некакво неидентификувано тело, летачки објект некаков? Да, некој марсовец е во прашање. Јас овде гледам пластична кукла со капа. Не знам само за кого, кои се овие гласови кои што мене ме вознемируваат во моментов? Твојот Комарци болен, во зимка, да? твојот болен ум. Комарци во зима, се сложувам, да. Комарец или паук. А он мене ми вели пластичен, па секако подобро вака, него со нос шпакла. не знам исто. Мојот нос е како шпакла. Кој зборува ова? Вие слушате? Ја заопшто зборувам дека е подобро вака, него нос шпакла, крив, драга, ова. Не. Ако моите Има само 670 човека да ставите веднаш лайк, subscribe, у иста секунда! Но со шпакла. еве го Зашто ти не Бојан буде? 13. Еве го Бојан 13. Ајде да видиме каква слика ми стајал сега во моментот. Ајде, нема проблем. Да знам се стварно да го блокирам. И сега толку му биде. Еве го Бојан 13. Гледајте, драги гледачи. Дали се сложувате со мене, драги гледачи? Застани така пак. Еве го, драги гледачи. Истиот. Тој за мене, овој угајки за тебе. Може, поради тоа што ова е поголемо од тоа што ти го имаш угаки. Така да тоа што го имаш ти угаки нема функција никаква. Тоа е како смокистовив липс,
Ајде. Не си А го што видел, ти не слоби- си го видел за да збораш. Дечко, а смоки стоби флип се топат уста. Еве. Еј, а твојот Г се стуткан како весник. Џубредно. Олуш, Вулгарно одвратно. олушу еден. Срам да те јади. Ајде. Немој да се караме сега, Бојан, пријателството ни е убо, немој да заебаваш, не го расипфај. Од вечерва по твојата навреда веќе Која навреда, бе? Ти мене милион пати ме навреди, па не ти се налутив, бе, ајде, чути таму риба една. Како гц од А ја- мајмун. ја риба, а ти крокодил. Па тогаш ќе те изедам. Не, ќе ти пројдам тука, не дека само ќе мислиш дека си ми изел. Многу Ти ми мене си, ќе ми викаш, многу ми си убав кога ми се нервираш. Срце мое. ти мене ќе ми викаш како гъст од мајмун. Па ти се... Мајмуне! Устните така ти се. Оци бе не ожда, шо имаш вака море напикано во натре во муцките? Извај го бе тоа така, не ти тежи? Некогаш не можеш да збораш од тоа. Дъткаш. Извај го тоа од устните. Маца поела језик. Ако заврши со навредите кои што беа во низа, да го прекинеме разговорот, бидејќи сега ќе те блокирам. Како извини, не те слушнав што разбирам. Ако заврши со низата на навреди кои што ми ги даде вечерва, бидејќи јас во ниеден момент не сум ти го коментирал физичкиот изглед, и тоа што си како како полунадуван пајак. Ти мене ме вреѓаш, јас не се налутив. Не, јас тебе само сум ти кажувал факти. Па и јас ти кажувам факти. Па добро, поради тоа што твоите факти се косат со моите факти, ти мене ме вреѓаш на конто на мојот физички изглед, што е далеко од вкусно, реално. Да, а ти ме вреѓаш Играш мене манка. во однос на мојот мозок и тоа е далеко од вкусно и јас не сум ти се налутил никогаш. И ме вреѓаш Како за го тоа ти се што не тоа сум изгледа? јас образован! Па тоа и е навреда. Тој треба човек да те Па вреди. и ти треба да си да осеќаш навреда и да осеќаш комплекси со овие муцки стоби флипс. Не се бе стоби флипс, кој стоби флипс овие? Она шлајм што играат децата вака што прати шклак, шклак, шклак. Мислам дека е со тебе завршено во овој момент. Хари Кири. Хари Кири, ајде таму. Оди само Србија. Оди таму само Србија. Олушу еден. Ало? Ало? Да. Тргни ги ножојте, ќе ти го избришат лајво и страјк ќе јадиш. Браво, ви тргнав. Како? Ви тргнав. Добро. Ајде. Зашо ми звониш ти? Па да ти кажам за ножовите, оти гледам се спобудали ножови вадиш. Не се спобуден, имам некој позади. Кој има позади? Некој позади влага у двор и искача од двор. Па види да не се капи во базенто. У базентот да се капи. Па види да не плива. Значи, јас ако продолжам сега да комуницирам со тебе или стварно ќе се испокараме, озбилно, ради тоа што ако продолжам да дискутирам, онда ќе биде дека јас тебе те понижувам при дискусија. Ама чекај, кој рече дека ти мене ме понижуваш? Дали јас ти реков Па такво нешто? поради тоа што тоа го коментираш. Е, добро де, ти значи на најбезобразен начин. јас сакав да ти кажам дека и ти мене ме вреѓаш и јас не ти се налутив.
Јас тебе не те вреѓам на таков реално на тоа ниско ниво не те вреѓам. Како не ме вреѓаш? Не е тоа ниско ниво да ми велиш дека сум глупак, дека не ме бива за ништо, дека ова, дека она. Ја не сум ти рекол. И ми се исмеуваш дека јас не знам кој е тој Фродор. Да спакувам. Ало, Не те јадосвај. Ајде. ми се смееш дека не знам кој е тој Фјодор. Тодор, Федер. А тоа е за смење. Зошто е за смење? А заради тоа што е за смење да не знаеш кој е Фјодор Михајлович Достоевски. А шо ќе ми помогне да знам кој е тој? Шо ќе ми донесе во животот јас да знам кој е Фјодор? Што ќе ми донесе во животот? Во време и простор ќе ти помогнел. Ама сега е починат и човеков ми е за шо ми е битен ја да го знам кој е. Добро, мислам дека сега е тоа ван тема и ван дискусија, зошто треба да го знаеш Фјодор, зошто не треба да го знаеш. Па ти тоа така ми се исмеуваш као Фјодор не го знаеш, она не знаеш, ова не знаеш. Па јас не сум бе друже образован, ја не знам ниту култура, ниту ништо не знам. Ти правиш сега во моментов правиш репетицију матер студиорум. Не правам ја никаква репетиција. Репетицију матер студиорум. Ете, па Повторувањето е мајка на знаењето. Ти мене ова ми го повторуваш 150 пат дека си необразован. Што треба сега да ти даеме овај како се вика тоа, орден што не си образован? Тоа е евидентно дека си необразован. евидентно е. И затоа ти ми се исмеуваш за некои работи што не ги знам, не сум одел на школа и не сум ги научил тие работи. Тоа е евидентно, општо познати факти не се докажуваат. При таква околност не треба тоа да го зборуваш. Па добро, јас ти реков за муцината дека ти се како виршли. И ти шо се налути? Па добро, сега, ја тебе само ти реков дека носот ти како штаркла, а не тргнав понатака во анализа на твојот физикус. Па добро, ама ти важно, прстиња, на твоите ноктиња изгрицкани. Не тргнав јас со таква анализа. Покажи им ги ноктите да ти ги видат. кај ми се изгрицкани ноктите? Покажи им да видат плач мајке Божје. Кај ми се изгрицкани ноктите, бе? Дали се тоа нокти на човек или на кокошка на птица некоја. Плочката ми е малечка, а не ми се изгрицкани. Ето покажи им дали се тоа кокошки нокти или нокти на човек. Нокти на човек. Ноктите се далеку нокти на човек, тоа е као да одиш со нив, вака како да одиш динг. Плач мајке Божје се твоите нокти, така да немој да продолжиме во дискусија која што ќе не одведе во еден непосакуван правец и мене и тебе. Сакам да не однесе во непосакуван правец, бидејќи ти ги навреди моите прсти моментално. Ти ги навреди моите прсти моментално. Апсолутно, тоа не се прсти на реален човек од 25 години. Тоа не соодветствува, како што мојата уста е можеби проблематична, бидејќи има естетска корекција 2011 година. Добро, а што да кажеме за твоето тело дека е распаднато како восок? Зошто? Зошто е? Па распаднат си целиот, се тресиш како француски пудинг. Зошто? Кој Па- да ти го пишува? Па цел се тресиш како француски пудинг. Дали ти мислиш дека мене треба некој да ми пишува, па ја тебе нешто да ти зборувам? А, обично така, инаку немаш ти... И јас немам, но ти не знаеш со кој си фатил работа, бе, друже. Верувај ме. Добро. А зошто Ретко. Какво ти е Зошто велиш дека ми е као француски пудинг? Па така цело тело ти се треси како француски пудинг. Јас мислам дека ти ако одиш на плажа и ако удри малце ветерче на плажата, тебе цела кожа ќе ти се треси. Затоа што ти е распадната како восок. Добро, јас обид на тоа дека имам 4 операции. Јас не ти зборам за операциите, не ти реков стомакот ти се треси. Туку целата кожа на твоето тело ти се треси како пудинг, а не ти кажав дека ти си опериран, не ти кажав ништо. Не, можеш да знаеш што е последица. Ама не ти кажав јас тебе за операциите. Не те молам, ти одиш во еден правец кој што е стварно ван сите људски норми. Не, ти сега пробуваш да го изманипулираш народот да се сврти против мене. Тоа што имаш ти кокош и прсти, тоа е друга работа. Јас не ти спомнав ништо за оперице, тебе и овде под грлото ти се треси кожата. Значи ти кога одиш исто кога одат петлињата. Боки, остаре веќе, остарен си, немаш сила како порано да се бориш со мене. Јас сум лав ќе те изедам.
Јас сум 25 годишен, ти си 40 годишен. Сакаш да јадиш лаканици? А што сакаш ти срце стара да те учи или млада да те мучи? Не, јас не сакам од никого да учам. Мене доволно животот ме научи. Тешко. Сега да ти објаснам само. Во однос на тоа дека ми каже дека сум француски пудинг. Добро. Ја имав негде околу 136-137 кила. А срам да ти е. Свињо, свињетина, 170 кила се јадело ли толку бе? Прчу еден. 136 ти рекла. 136. Па то нормална ли тежина е тоа бе за твоето тело? Ќе го искривиш рбето, ќе добијаш дискус хернија на рбето толку голем. Сите луѓе кои што имаат проблем со тежина. Не ги вреѓам. Конкретно тебе директно те вреѓам, дали си ти нормален што си јадел толку? Реален проблем. Добро, и ти ги вреѓаш сите што имат ногти на малечки ко моите. Срам не ти е? Не, тоа е исклучителен, ти си изолиран случај. Не, и ти си изолиран случај. И ти си изолиран случај. Пред малку ти го гледав видеото, имаш во Пинк. Да навредам некој друг или друг да се поисторета, бидејќи ти имаш ексклузивен пример на такви ноктиња. Лака цик. Не. Јас моментално пред малце, чекај, запри се ако сакаш да се разбериме. Ти кога ќе збораш, ја ќе молчам, ја кога ќе зборам, ти ќе молчиш. Јас можам денеска да се пофалам, еве пушти ке мене да видиш. Јас можам денес да се пофалам дека имам, еве гледаш, рамен стомак. Да, ама тој стомак ако не го стегаш, се тресе ко пудинг и овде во рацете мускулите. Мислам, не ќе да иде ова вулгарност. И јас се од 138 кила, 50 кила помалку да имам, тоа е за мене успех. А јас имам овдека неколку лузни од 4 операции. И јас сум бил физички спречен да вежбам. И се да не ти кажувам. Ама чекај, дали јас ти ги спомнав операциите, бе, шизофреничар? Знаеш како, ти ја кажуваш само последицата, ти не ја кажуваш причината. А се во животот има причинско-последична врска. Ама дали јас спомнав дека ти си француски пудинг од твоите операции? Ало, ова има шизофренија, никој не му спомна операции. Те молам, тој кокош и пирешки мозок да ти објаснам. Коковче, дик, тишина. Значи, причинско-последична врска на работите мора да постојат. Значи, затоа имаме предситуација, па ситуација, кулминација, имаме фази. И за да јас имам, значи, прво јас имал проблем со гојазност. И нема да ги вреđаш сите луѓе, срце мое, кои што се гојазни. Ја познавам кои што се мучат со години. Не, јас ќе му кажам на луѓево сега дека ти пробуваш да ги изманипулираш за да се свртат тие против мене. Јас не ги навредив сите дебели. Со среќа нека му е на дебелите. Јас борам за тебе. Абе види, ако некој си се чувствува добро дека е дебел, нека си остани дебел. Јас борам за тебе. Па ти си свињетиња. Јас ти гледав подкаст, ова не знам што си правил таму на Пинк со Зелена Карлеуша, облечен си во едно црвено, косата ти е вака истрижена жица до овде, до кај ушиве, и таму ти е стомачето. Знаеш ли таму како ти е стомачето? Како жена трудна во 7 месец. Добро, и? Тоа е ужас! Радко, чуваш ли? Добро, и? Ужас, срамота, брука, тоа е бизар. Ти си бил бизарен уште пред ја да се родам и ти си тргнал на подкаст од мене да ме учиш што е бизар. Па оди лечи се човече од шизофренија. Слушай, Ритко, да ти кажам, јас знам дека ти сакаш да бидеш интересантен. Па и ти пробуваш да бидеш интересантен, али не ти успева некако. Не, тоа фактичка состојба. Не. Никако. Па не ти оде, некогаш може била фактичка состојба и си бил интересен, али сега си бизарен. Али мораме да бидеме реални дека од кога ти се јави, тоа е како принцезата да пољубила жаба. Ти се имаш за принцеза. Жаба стана принц. Не. Види, кога ти ме полюби со тие усни од виршла, јас станав колбас. Добро, не личиш баш ти на колбас, не личиш на некоја си онаква од коковчето, кај што се наџињата, па тоа, како се вика тој дел, батач. Ти си можеш да бидеш само едно мало невкусно батач. Да бидеш колбас, не можеш. Значи, јас, срце мое,
Лазаров ни се смеел битанго, една чупре, едно гледаш од Лазаров подобро да не се смее затоа што човеков за да се насмее толку пред камера чекаше спонзори да му ги опраат забите. Лазаров да си гледа работа. Да. И така да, батаче мое, само да ти кажам, Боги ова не ти треба добро, размаски се тоа, се ешо шоубиц. Ама претеравте се само, Витко претера, само мислам дека претера вечеру. И ти исто веќе претера, значи ја наполни чашата до врв и се прелија. А што претерав јас? Со све претера, со однесувањето кон мене, со твоето бизарно однесување кон мене. Бизарно однесување кон тебе. Да, јас сум крал, не заборавај. Ти не можеш така со кралот. Ти сега дојде на сценава. Дозволи да ти кажам, значи, што си тргнал ти, ја од таму сум се вратил многу порано. Ама џабе сега не можеш да ме стигнеш. Чути, И тоа ти е исто како да се тркаат зајак и желка. Апсолутно, Желко. Сега Ти си Жел. послушај ме. Не, Желче. Батаче мое. Кокошче. Зајче, викај ме, зајче, посладко е зајче. Не. Слушај сега да ти кажам. Кога те пољуби принцезата. Мислиш кога виршлата? жабата- Добро, кога со моите виршлички, ја како принцеза ја пољубив таа жаба од Битола, Не, таа жаба се Не. претвори во принц. не. Таа жаба- Принцот кога го Што? полюби оваа принцеза со виршлевски, 600, 700, 800. со муцина од виршла, Sorry, јас станав колбас. Sorry, извини, молим, бар тоа да го признаеш. Hey kid, stop crying. Stop crying, kid. Убил те Господ. Значи тоа ако го признаеш, ја ќе ти опростам све. Не. Kid, concentration, kid, stop crying. Ако признаеш тоа дека ти дадов нова енергија, ќе ти опростам све. Каква енергија си ми дал бе ти да не си Никола Тесла? А како може Никола Тесла да ти даде енергија? Па со струја работи човек, работеше. Работеше Зашто се карате? Електродистрибуција работеше. Да, во Евана. Да. Во Евана, да, електродистрибуција бивша. Да. Jest. Ако го признаеш тоа, сериозно ќе ти опростам и ќе си опростиме една на друг. И ја на тебе и ти на мене. Чекај бе, што да ми опростиш ти? Јас опрост барам само од Бога. Оди лечи се. Добро, Ритко, спушти ми тогаш и да завршиме. Приватно.